Македонија е пример за државите од Европската Унија, пред секога е во прашање почитувањето на човековите права. Тоа го потенцираат и голем број европски бирократи. Држава во 25 години по воениот конфликт е пример како треба да се развива едно општество и како треба да се напредува во евроинтеграциите. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вели дека на патот кон ЕУ имаме уште точки каде што треба да напредуваме, меѓутоа човековите права се нешто за кое членките може да земат пример од нас. Иако не сме земја членка на Европската Унија, по однос на човековите права, сметам дека во пракса имаме применето стандарди кои што се и на повисоко ниво од одредени земји членки на Европската Унија. Иако на многу полиња имаме потреба од дополнителен напредок, многу повеќе што треба да направиме, но од областа на човековите права сметам дека сме пример, не само регионален пример. За напредок кон ЕУ потребни се инвестиции во младите кадри кои треба да бидат способна работна сила за економскиот развој на државата. Според Муцунски, најголем доказ дека сите се еднакви е што фирмите кои бараат способен работен кадар не гледаат националност, туку знаење. Кога се отвара нов субјект, представник, значи странска компанија која што доаѓа во нашата држава, кога таа вработува, таа не гледа дали лицето кое што го вработува го носи името Висер или Виктор, таа гледа да вработи државјани на нашата држава, да обезбеди квалитетно работно место и да го вработи најдобриот возможен кадар. Дека инвестициите во младите се од голема важност, смета министерот за односи меѓу заедниците Агон Ферати. Вели дека од способни млади кадри бенефит ќе види и државата. Да се инвестира во младината, значи дека една држава има инвестирано за профил и кадар од кој што наредните 25 години ќе има бенефиција и ќе ги осети сите бенефиции од таквите инвестиции што ги има направено и поволности што ќе се создадат за државата. Муцунски потенцираше дека треба особено да се размислува на генерациите родени по 2001 година, бидејќи секој млад човек треба да има можност да успее врз основа на својот талент, образование, труд и карактер, а не неговата иднина да се определува согласно презиме, етникум или партиска книшка.